Јавното предпријатие Паркинзин општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 17 до 24 август со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 99 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие Паркинзин општина Центар и општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка. Апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски синоќа информираше дека го пуштиле во употреба новоизградениот спортски терен за мал фудбал со вештачка трева, лоциран во дворот на општинското основно училиште Наум Охридски во Булачани. Овој терен представува исполнување на едно долгогодишно барање на жителите од Булачани, кои со децении посакуваа ваков простор за спорт и рекреација. Дополнително го отворивме и традиционалниот турнир во мал фудбал, кој се одржува секоја година и е посветен на Божидар Стојановски бридж, со што му оддаваме почит на неговото значење за локалната заедница, истакна првиот човек на Газибаба. Стефковски додава дека континуирано инвестираат во сите населени места на територијата на општината, поттикнати од реалните потреби на граѓаните. Вложуваме над 65 милиони денари во големи и значајни проекти во населеното место Скопје Север. Започнуваме со голема градежна офанзива. Она што беше барање на граѓаните на Скопје Север го реализираме, информираше денеска градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски преку социјалните мрежи. Започнуваме со целосна реконструкција на улицата Боро Менков. Реконструкцијата ќе ги опфати тротоарите, пешачките патеки како и паралелните паркинзи. Во одреден дел на улицата ќе обезбедиме и нови паркинг места. Ова е една од најголемите и најзначајните улици во Скопје Север. Ќе се реконструира и улицата Костурска заедно со двата големи паркинг простори и пристапни патеки. Исто така за прв пат ќе се изгради и тротоара за безбедно и непречено движење, истакна Костовски. Првиот човек на Бутел најави реконструкција на сите пристапни патеки до зградите во должина од над 2000 метри. Со оваа реконструкција ќе бидат опфатени зградите на улиците Боро Менков, Костурска, Лазо Москов, Гоце Стојчевски. Ке се реконструира и фасадата на општинското основно училиште Петар Здравковски Пенко, кое се наоѓа во населеното место Скопје Север, истакна Костовски во објавата. Градоначалникот исто така најави ново детско игралиште, нови паркови, поставување на нова урбана опрема во неколку делови на населеното место Скопје Север. Младиот музички талент Никола Станишиќ, кој со својата огромна победа на регионалното надпреварување Звездите на Грант ја направи горда цела Македонија, ќе одржи победнички концерт на плоштадот во Скопска автокоманда. Концертот, како што најави градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски, ќе се одржи утре 26 август со почеток во 20 часот. Ги покануваме сите граѓани на Газибаба, Скопје и цела Македонија да му дадеме силна поддршка на Никола, кој овој концерт го организира во знак на благодарност кон народот. Ајде заедно да ги испееме најубавите македонски песни со кои Никола му покажа на целиот Балкан дека Македонија е бисер балкански, порача Стефковски, кој оствари средба со младиот пејач. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски вечерва пред граѓаните ќе ги презентира резултатите од својот 4-годишен мандат. Од општината соопштија дека Стојковски ќе ги презентира реализираните проекти, инвестициите во инфраструктурата, јавните услуги и мерките кои го подобруваат квалитетот на животот во општината. Граѓаните, како што се наведува, ќе имаат можност да се информираат директно за постигнатото и за идните планови, како и со своји идеи и сугестии да учествуваат во креирањето на локалната политика за следните години. Ваквиот начин на презентација на сработените проекти е пракса во општината Ѓорче Петров во текот на мандатот на Стојковски, како дел од континуираниот процес на транспарентно и отчетно работење. Настанот е предвидено да се одржи на платото пред новата општинска зграда во 20 часот, информираат од општината. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу сни. Вечно ќе ја